Протест против оваа ненародна власт, не само за поскапување на струјата. И Остра осуда на новинарскиот Еснав за овој напад врз екипата на Ал Джезира за време на вчерашниот протест на опозицијската ВМРО-ДПМН. Сдруженијето на новинари и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници сметаат дека ваквиот однос е неприфатлив и бараат санкционирање на напаѓачот. Доколку ваквите инциденти се толерираат, во иднина има ризик да се охрабрат нови посериозни насилства врз новинарите, а со тоа дополнително да се загрози нивната безбедност, правото на слобода на изразување, како и правото на информирање на граѓаните, се вели во соопштението на ЗНМ и синдикатот. И Агенцијата за медиуми реагираше велејќи дека ваквите појави представуваат загрозување на слободата на изразување и на правото на информирање на јавноста. И организаторот на протестот се огради од инцидентот. ВМРО-ДПМН осудува секаков вид насилство и попречување на работа на новинари или медиум. Новинарите и медиумските работници имаат полната поддршка на ВМРО-ДПМН. Повикуваме да се расветли настанот од вчерашниот протест и воедно ги повикуваме надлежните органи да ги расветлат сите случаи на попречување на работа на новинари, порача од ВМРО-ДПМН. МВР денеска информираше дека идентификуван човекот што ја нападнал екипата на Ал Джезира, кого го пријави новинарката за време на траењето на митингот. Господине, овој ме нападна пред малку. Ова момче ме нападна. Да, не. Најсериозно. Јас сум новинарка од Ал Джезира Балкан, ми го бутна микрофонот. Ве молам да го легитимират. Станува збор за 41 годишен скопјанец кој бил приведен во полициска станица и против кој, како што информира МВР, ќе следи соодветен поднесок. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.